Состојбата со грипот полека почнува да зема замав. За повеќе околу тоа, за интересот за вакцинацијата, за придобивките од вакцинацијата, колку заболени има и каква е епидемиолошката слика во овој регион, ќе разговараме со директорката на Центарот за јавно здравје во Битола, доктор Светлана Поповска-Кљусеве, која исто така е и епидемиолог. Добро утро, директорке. За почеток, каква е моменталната епидемиолошка состојба со грипот во регионот кој што го покривате? Добро утро. Во моментот Македонија се наоѓа во еден период на висока циркулација на вирусот на грип. За разлика од минатата сезона и минатите сезони, кога пикот беше на почетокот на месец февруари, оваа година очекуваме дека пикот ќе се случи во месец јануари, тоа ни ги покажуваат и епидемиолошките податоци. Конкретно во Битола, во втората недела од 26-та година имаме дупло поголем број на заболени во споредба со прва недела од 26-та година. Меѓутоа морам да напоменам дека тоа се исклучиво пријавени лица со клиничка слика на грип. Има голем број на лица кои што болеста, доколку е со полесна симптоматологија, ја поминуваат и во домашни услови, има и лица кои што и не се пријавени од страна на лекарите. Така да во втора недела во Битола има околу 90 лица со клиничка слика на грип. Најголем дел од нив се деца до 14 годишна возраст. Кога сме кај децата, каков е интересот за вакцинација, особено кај децата? Оваа сезона дадовме рекордни над 8250 вакцини на регионна центар за јавно здравје Битола. Интересот меѓу детската популација не е многу висок, имаме дадено околу 25 вакцини кај лица до 18 годишна возраст. Меѓутоа имаме се уште вакцини. Имаме и бесплатни вакцини, имаме и комерцијални вакцини. За бесплатната вакцинација сега во овој период лицата нема ни потреба да се пријават на вакцинација.мк, доволно е да дојдат во одделението по епидемиологија и доколку нивната здравствена состојба дозволува и доколку се разбира спаѓаат во категоријата за бесплатна вакцинација ќе бидат вакцинирани. За останатите граѓани имаме комерцијални вакцини. Дали вакцината во овој период од годината, нели познато е дека вакцинацијата се препорачува да се случи пред сезоната на грип. Дали во овој период се уште може да понуди добра заштита? Со вакцинација ние започнавме средината на октомври, тогаш е најдобро да се започне со вакцинација, затоа што има потреба да помине период од 10 дена за да вакцината го даде својот ефект. Меѓутоа не е грешка и сега да се вакцинирате, затоа што грип има и во јануари, и во февруари, и во март месец. Така да, ако не се вакцинирани граѓаните, најдобро е да се вакцинират, па дори и сега. Центарот за јавно здравје во Битола располага со брзи тестови за детекција на грип. Каков е одзивот? Дали доаѓаат пациенти да ја потврдат клиничката слика? Клиничката слика на грип е јасна и тоа најчесто го потврдуваат иматичните лекари во ситуација кога се сомнева дали станува збор за грип или за некое друго респираторно заболување. Центарот за јавно здравје располага со брзи тестови за инфлуенца. Имаме одзив. Значи, граѓаните може таа услуга да ја добијат со упат од лекар, матичен лекар или специјалист, се зема бриз од нос и се потврдува или се отврла дали станува збор за грип. Ова е еден апел да биде до сите матични лекари да ги упатуваат граѓаните на испитување на нивната болест, односно да се потврди дали станува збор за инфлуенца А. Со тоа ќе имаме и пореална слика за состојбите што ги имаме во овој период од годината. И за крај да споменеме, веќе познати се оние сите мерки и препораки за заштита од грипот, како да се заштитат другите лица од грипот, меѓутоа како и да се заштитат и оние кои што се веќе заболени. Најдобра мерка за превенција за грип, веќе споменавме, е вакцинацијата. Потребно е, лицата сега во овој период да се избегнуваат гушви, да се избегнуваат затворени простории, да не се доаѓа во контакт со заболени лица. Во места каде што има гушва, здравствени установи, да се носи заштитна маска, да се храниме здраво, да примаме витамини преку овошје, преку зеленчук, добар сон, физичка активност, добар начин на живот.
Кај оние лица каде што веќе се јавуваат симптоми, она што е важно тие лица, значи, доколку се разбира со полесна клиничка слика, да не го напуштаат домот, да не одат на работа, децата да не одат на училиште, односно да не одат на градинка, да не примаат посета, да носат маски, и се разбира доколку имаат потешки симптоми, да се обратат кај својот матичен лекар за совети во однос на за третманот, преглед и слично. Директор, ќе ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и на вас. Како што можевме да слушнеме и од разговорот, вакцинацијата е еден од најефикасните начини за заштита од сезонски грип. Сите оние кои што досега не успеале да се вакцинираат или пак се двумеле, тоа можат да го направат, односно оние ризичните групи кои што се опфатени со бесплатна вакцинација, можат тоа да го направат без дополнително закажување на термин со доаѓање со здравствена книжка во Центарот за јавно здравје. За оние пак кои што не се опфатени со бесплатната вакцинација, можат да искористат комерцијална вакцина.